Денеска тестираме еден наш добар познаник. Тоа е новата генерација на BMW X3. Но овој пат ќе ја тестираме со дволитрениот турбодизел мотор. За изгледот не треба многу да зборуваме, бидејќи тој е препознатлив за BMW. Она што најмногу дава контроверзи, тоа е предната маска која има геометриски форми, односно традиционалните бубрези на BMW се исполнети со геометриски форми. Нема потреба многу да обрнуваме внимание на изгледот, бидејќи него го опишавме многу пати. Но она што треба да обрнеме внимание е интериерот на X3. Интериерот е баш онака како што може да го најдете во секој BMW, а ова што ќе го чуете, тоа е многу убав звук на дизел моторот. Да, добро слушнавте, дизел мотор, бидејќи дизелите се веќе анатемисани на повеќето модели на сите марки, но BMW останува доследен не само на електричната иднина, туку и на бензинските и дизел моторите. Она што многу ми се допаѓа во секој интериер на BMW, тоа е големиот заоблен дисплеј сочинет од два дисплеја. Тој има прекрасни можности за подесување, но ќе повторам она што секогаш го кажувам за BMW. Би требало малку менито да биде поинтуитивно, бидејќи е доста комплицирано, има превеќе подменија, па малку е комплицирано во текот на возењето да ги местите сите параметри. Поради богатото мени на дисплеите нема потреба од физички копчиња. Целата предна арматура нема физичко копче. Единствени се на централниот гребен кои се задолжени за менувачот и за бирањето на менијата преку ротациониот бирач. Што се однесува до ергономијата, таа е навистина извонредна. Имате седишта кои одлично го прифаќаат телото и просто ве мамат да возите. Она што BMW успеа да го направи е да го продолжи континуитетот на својот имидж. X3 кога се појави беше наречена спортско активно возило, а не спортско корисно како што се нарекуваат сите останати. И тука беа во потполно во право. Затоа што веднаш кога ќе почнете да го возите, се чувствувате дека ова е активно возило. Возило што ги следи сите команди, но и ви дава едно чувство на динамика од самиот почеток. Па како и да не, кога почетната цена е 73.000 евра, но овој возен модел чини многу повеќе, 93.000 евра. Па што има во него за тие пари? Пред се, тој е опремен во нивото М пакет, што повлекува многу опрема. Пред се 19-инчни тркала, се разбира многу асистенти во возилото, активни асистенти кои ви дозволуваат да ги надминете своите возачки способности. Велам да ги надминете вашите возачки способности затоа што тие активно учествуваат во возењето, но сепак ви дозволуваат да го почувствувате вистинскиот драж на возење на BMW. Оваквиот сетап на возилото може да ви пружи многу задоволство за да управувачот. Меѓу интересните остварување е амбиенталното осветлување, кое можете да се играте со него колку сакате. А во денски услови тоа е сосема прикриено. Но кога ќе застанете и да кажеме вклучите 4 трепкачи, тогаш амбиенталното осветлување се претвора и во еден вид на опоменувач.
Новата четврта генерација на X3 е поставена на истото меѓуоскино расстојание како и претходната, но има 3,7 сантими поголема должина и 2,5 сантими поголема широчина, што овозможува уште покомфорно чувство во кабината. Но кога сме кај меѓуоскиното расстојание, морам да напоменам дека со новата генерација направени се и нови сетапи на подвозјето. Па така X3 многу поревносно одговара на сите команди, а вистинските благодети можете да ги видите во свиоци, каде каросеријата останува суверена. Таа не се наклонува толку многу во однос на висината по која е поставена. Иако е спортско активно возило или едноставно наречено кросовер, X3 овозможува динамика на возење како да сте во седан, односно лимузина. На самиот почеток на возењето бев многу задоволен затоа што конечно можев да ја возам изведбата со турбодизел мотор, засилена со благ хибрид. Таа има системски 198 коњски сили. Максималната брзина е 215 км на час, додека од мирување до 100 км на час забрзува за 7,5 секунди, што е одличен податок за динамиката која може да ја пружи X3. И она што е многу важно, тоа е што овоа возило е многу економично. На моето возење забележав просечна потрошувачка од само 6,3 литри, остварување кое е за секоја пофалба. Како и кај останатите модели, така и во X3 BMW докажува дека е компанија која е посветена на технологијата, екологијата, но и возните својства. Без оглед дали се вози на отворен пат, во свиоци или пак во градски услови, X3 ги пружа сите задоволства зад управувачот. Мене овој автомобил многу ми прирасна при срце, иако моето дружење со него беше само 4-5 дена. Со возењето на X3 ја финишираме 29-та сезона на Автомагазин, а следната, 30-та, ќе започнеме некаде во септември. Ви посакувам мирно и убаво лето. Наполнете ги батериите, затоа што од септември ќе има нови возбудувања кои ни ги носат нашите миленици на 4 тркала. Се гледаме во средината на септември. До гледање.